Македонската историја не може поинаку да се третира, освен како историски континуитет од создавањето на името Македонија до ден денес. За жал, нашата историска мисла речиси сосема ја запоставуваше античката компонента во развојот на македонскиот народ. Од тука произлегува и сложеноста на прашањето: што биле, всушност, античките македонци? Според најновите сознанија на нашиот врвен стручњак за античка историја, професор доктор Наде Проева, базирани врз интердисциплинарни проучувања, во согласност со сознанијата на врвните светски историчари, говорат дека античките македонци биле посебен етнос со политичко уредување, култура, религија, обичаи и уметност, кои се разликувале како од хелените, така и од илирите и тракијците. Една од главните компоненти во нивната етногенеза биле бригите, што исто така ги разликува од хелените и другите антички етноси. Има повеќе теории за припадноста на античките македонци. Тоа се различни теории дека биле прво грци, па потоа тракици, илири, па мешан народ, па фриги, и дека биле, но има и теории дека биле оделен народ. До Втората светска војна преовладуваше мислењето дека биле грци, денес полека почнува да преовладува мислењето дека античките македонци се оделен народ. Кои се елементите врз кои ги определуваме етничката припадност? Тоа се пред се јазикот, потоа имињата како составен дел на јазикот, личните имиња, потоа материјалната култура која на почетокот на истражувањето не беше искористена бидејќи немаше доволно извори, религијата и разни други елементи. Докажувањето на овие тези, одговорот за името што го имаме и воопшто проучувањето на нивната историја покрај малобројните пишани извори не е можно без археолошки истражувања. Од тука произлегува и прашањето што е досега истражено и откриено. Постојат ли денес траги од античките македонци во Република Македонија? Откриени ли се остатоци од нивните високи културни вредности, чиј дострел е највисок во тогашната античка култура? Лоцирани ли се и каде се градовите на античките македонци, кои според пишаните извори постојат во Република Македонија? За разлика од темелните археолошки истражувања во соседна Република Грција, на територијата на која живееле античките македонци во Република Македонија, систематски археолошки истражувања се вршат само на еден локалитет, чии денешни остатоци потекнуваат од нивното време. Тоа е локалитетот Вардарски Рит кај Гевгелија. Останатите многобројни локалитети, меѓу кои се Хераклеја, Лихнидос, Стоби, Скупи и други, се со археолошки остатоци, пред се од римскиот период.
кој бил градот што се простирал на локалитетот Вардарски Рид, кој во античкиот период припадил на долно-македонската област Амфакситида со растојание од околу 100 километри од престолнината Пела. До кои други сознанија дојдо археолозите по систематските истражувања и што е откриено. На локалитетот, кој е евидентиран одамна, систематски археолошки истражувања започнаа дури во 1995 година. Нив ги предводеа доктор Драги Митревски од Музеот на Македонија и историчарот на уметност археолог Бобан Хусеновски од Гевгелискиот музеј. Локалитетот го истражуваа и американските стручњаци од Тексашката фондација за археолошки истражувања. Според доктор Драги Митревски, со последните ископувања во октомври годинава, финансирани од Министерството за култура, истражувачките работи се заокружуваат и веќе може да се согледа начинот на животот на древните македонци на овој локалитет, нивната архитектура, урбанизмот, економијата, културата, уметноста, религијата и пред се името на градот. Се до овогодинешните археолошки истражувања, кои ги предводеше доктор Драги Митревски, научниците беа во дилема за градовите Аталанта и Гортинија. Многобројните пишани извори за градот на античките македонци на Вардарски Рид даваа скудни податоци. Така, Тукидид, македонци на Вардарски Рид, даваа скудни податоци. Така, Тукидид, опишувајќи го походот на тракискиот крал Сителк во Македонија во 429 година пред нашата ера, вели дека Сителк од пајонскиот град Добер тргнал во напад на македонските градови Идомене, Гортинија и Аталанта. Доктор Наде Проева, толкувајќи го овој податок и тргнувајќи од сознанијата за убикација на градовите Добер кај Валандово и до мене на локалитетот Исар Марвинци и по откривањето на миоказот кој посочува дека Аталанта се наоѓа на патот Вија Игнација, го застапуваше гледиштето дека на локалитетот Вардарски Рид се наоѓа градот Гортинија. Значи провокација беше во текот на истражувањата да се открие името на градот. Секое второ прашање на менето до нас беше кој е тој град сега, дали е Аталанта или е Гортинија. Постоја тука различни верзии, постоја различни комбинации со соседната населба од исти карактер на Исарот во Марвинци, каде што главно се истражуваат некрополите. Нема во оваа мера архитектура и податоци за населбинскиот живот, меѓутоа откриен е надпис на Марвинци, кај што се спомнува градот Добер, се спомнува градот Идомене, па така се предпоставуваше дека еве ова би требало да биде Аталанта. Што се случи тука со нашите истражувања во тој поглед? Ние откривме една плоча со надпис во еден од објектите од четвртиот слој, што значи тоа му доаѓа од 3-тиот век пред нашата ера. Секундарно употребена плоча во еден од зидовите со надпис во 4 реда, од кој во првиот ред се спомнува Ртинија. Ртинија недостасуваат првите две букви, таму е плочата исечена и можете да претпоставите всушност за кое име се крие во тој камен надпис.
Покрај откриениот град, на локалитетот се откриени и остатоци на повеќе населби, така да може да се согледа генезата на развитокот на локалитетот од крајот на бронзеното време се до римскиот период, кога престанува животот во Гортинија, констатира доктор Митревски. Станува збор за континуиран културно-историски развој и живот на овој локалитет од праисторијата па се до антиката. Историски е посведочено дека на Вардарски рид живеело македонско население, кое културно изникнало од домашните културни вредности, чиј дострел е највисок во античката култура. Имаме првпат ситуација на комплетно истражена површина, преку која може да се види комплетниот културно-историски развиток и, ако сакате, генезата на тоа што на крај ни се јавува во форма на старомакедонски град, историски посведочен во изворите. Тоа што го имаме како остатоци во оваа фаза се остатоците од петтиот град. Значи, на овој простор се откриени остатоци од 6 градови еден врз друг. Ние ги одбравме остатоците од петтиот град, значи градот од 5-тиот и 4-тиот век пред нашата ера, да бидат презентирани на овој простор. Последниот град, 6-тиот град, предримскиот град или градот поврзан со монетокувањето и дистрибуцијата на монети од македонските кралеви после Александар III, значи поред наназад после него до доаѓањето на римјаните, остатоците од тој град ќе бидат презентирани во другиот сектор на врвот од брдото, и таа е концепцијата до која се држиме и која на крај ќе биде ставена во туристичка експлоатација. Според неподвижните наоди, Гортинија бил економски развиен и голем град. Така на неговата јужна тераса откриени се остатоци на цел мал трговски центар. Тој датира од 3-тиот до 2-тиот век пред нашата ера и на овој дел од градот се наоѓал трговско-индустријски кварт, констатира доктор Драги Митревски. Значи тука имаме остатоци се уште од помладата населба, тоа се овие зидови од кал и камен, кои ќе бидат кренати, за да под нив излезе еден репрезентативен јавен објект од 4 век, значи со откриени монети од Филип II на подовите од малтерни подови, значи многу рана појава на малтерни подови во еден луксузен објект кој можете само да го наслутите преку овие зидови од делкани камени блокови кои биле обложени со еден вид малтер и боени. Во оваа вршина го имаме во фаза на рушењето на покривните керамиди, тука го имаме во ниво во фаза на подно ниво од малтер, понатака во другата просторија е исто така во фаза во ниво на под, така што веќе и во оваа фаза гледате 2-3 простории во северниот негов дел кои наговестуваат објект кој можел да служи во трговски цели, еден вид мал трговски центар или објект познат како стоа во античкото време. На Акрополата од Гортинија досега е откриен дел од јавниот дел на градот. Тој е комплекс од простории со разна намена, датирани во 3-тиот до 2-тиот век пред нашата ера. Значи можеме да заклучиме за постојање на еден стамбен дел од градот, за еден индустријско-трговски дел од градот и еден јавен дел од градот на самиот врв од брдото, или на горниот град, или на Акрополата, каде што ги имаме сочувано, за разлика од тука, остатоците од најмладиот град, значи таму ќе бидат презентирани остатоците од градот од 3-тиот и 2-тиот век пред нашата ера, каде што ќе може да се види еден комплекс со простори во кои се откриени големи садови за складирање на храна, за чување на мирници, еден вид на централна економија, и сето тоа ќе биде презентирано на соодветен начин да може да се стави во туристичка функција. Значи ќе бидат направени копии од тие садови, ќе биде архитектурата подкрената до неопходното ниво за да може да се гледа и да се ползува, и сето тоа ќе биде поврзано
со внатрешниот бедем од градот, значи со уште еден објект репрезентативен кој ќе биде презентиран од истата таа населба, значи бедемот што ја заградувал таа населба горе, што ја заградувал Акрополата и која завршува на најистурениот дел со една квадратна кула, која ние ја откривме во височини од 5 метра, а вие сега можете да видите во незините темели, затоа што повторно е поврзана со оние несреќни настани со изградбата на автопатот и беше на необјаснив начин беше срушена преку ноќ, иако немаше никаква потреба да се чепка во неа. Всушност, 27% од Гортини е уништено со непромисленото одобрение за изградба на автопатот кон грчката граница. Од она што можеше да се спаси и истражи пред багерите и нашата глупост да го срамни овој дел од градот, бе исклучително значени наоди, кои дел се во музеј, подвижните, а останатите неподвижните се само во фото и видеодокументација. Благодарејќи на напорите на македонската телевизија, која повеќе пати говореше за овој проблем, денес можеме да видиме како изгледал овој дел од Гортинија. А беше откриен дел од градот во кој живеел народот, оној истиот кој со Александар III Македонски го освои тогашниот свет, се до Индија. За нивниот висок дострел во културата говорат наудите како што се плоштадот со фонтана, раскошните живеалишта со богати подвижни наоди, две совршено сочувани кади, единствени такви откриени во Македонија и други.